Вести на Канал 8. Во третиот квартал од оваа година општина Кочани остварила помали приходи во однос на планираните од продажбата на градежни парцели. Поради намалениот интерес кај потенцијалните купувачи, се предлага општинската администрација да подготви подобра презентација на она што се нуди. Потврли продажбата на градежни плацеви што општина Кочани ги понудила во третиот квартал од оваа година. Интересот на граѓаните да купат парцела на која би изградиле објект за индивидуално домување или викенд куќа на Пониква е под очекувањата, а слична е состојбата и со продажбата на парцели со намена за малостопанска дејност. Со тоа во општинскиот буџет се остварени и помали приходи од планираните, што може да ја отежни реализацијата на програмата за уредување на градежното земјиште, односно за придружните зафати што треба да обезбедат пристапност до парцелите. Признание за намалените приходи од продажбата на плацеви беше искажано од секторот за финансии на последната седница на Советот. Кај продажбата на градежното земјиште и другите нематеријални вложувања, процентот на остварување е 45,41%, продажбата нешто имаме послабо остварување на приходите, меѓутоа сепак тоа не зависи од нас како општинска администрација или раководство, бидејќи интересот на граѓаните е тој каков што е и тоа се тие приходи кои се остварени. Со оглед што продажбата на градежните парцели има комерцијален карактер, односно е еден од изворите за полнење на буџетот на општината, неопходно е секоја објава со која се нуди земјиштето да се представи што подобро во јавноста. Таквиот став беше изнесен и на седницата, со предлог да се изготви соодветна презентација што ќе помогне во анимирање на купувачите и инвеститорите, особено што на Пониква со последната објава одеднаш се нудат дури 23 парцели за изградба на викендички. Продажбата на градежно неизградено земјиште и менаџирањето со овој процес значи многу повеќе за развој на целата општина. И од тие причини, и апел нека биде, бидејќи имаме и актуелна објава, нека се направи и презентација се со цел некоја и видео презентација, нека се направи и форум на кој што ќе се бидат понудени сите овие можности кои што ги нудат овие парцели, се со цел во Кочани да бидат привлечени инвеститори, бидејќи знам дека продаваме и градежна парцела за изградба на хотел на Пониква, се со цел да бидат привлечени лица кои што навистина ќе сакаат да инвестираат. Амбициозната програма за продажба на градежно земјиште што општина Кочани ја изготви за 2016 година пак предвидува во буџетот да се остварат нето приходи од близу 22 милиони денари. Ако продолжи динамиката на продажба што беше реализирана во текот на првите 9 месеци од оваа година, повеќе од веројатно е дека реално до година може да се соберат само нешто повеќе од половината од овие пари. Започнаа градежните активности за изградба на канализацијски систем во селото Чифлик. За комплетирање на проектот, локалната самоуправа на Чешиново-Облешево ќе вложи околу 260.000 евра. По извршеното воведување во работите за изградба на канализацијскиот систем за отпадни води во населеното место Чифлик, градежната механизација на фирмата изведувач Сандра Инженеринг од Скопје започна со активностите на терен. Примарната канализацијска мрежа е со должина од 4690 метри, со профил на цевките од 200 до 315 милиметри. Со техничкиот проект се предвидува да се изградат 170 собирни шахти, како и 95 спојни елементи за куќните приклучоци. Главниот колектор за собирање на отпадните води е долг 628 метри и истиот е со профил од 500 милиметри. Вкупната вредност на целата инвестиција изнесува над 16 милиони денари, средства што општината Чешиново-Облешево ги обезбеди од државните фондови. Според градоначалникот Личков, освен за канализацијата во Чифлик, дел од парите ќе се искористат и за другите инфраструктурни зафати. Издвоени средства преку Агенцијата за рурален развој во земјоделието за општина Чешиново-Облешево оваа година се некаде околу 30 милиони денари, воедно се вклучени канализационата мрежа во населено место Чифлик, две улици во населено место Теранци, двете улици се некаде во должина до 800 метра и плюс партно уредување, значи тоа се како мини плоштади, ќе бидат офатени сите населени места. Со изградбата на канализацијската мрежа ќе се реши еден од најголемите комунални проблеми за 130 семејства од селото Чифлик.
647 хектари во општина Виница ќе бидат под есенски култури. Најзастапена житарица е пченицата, а во пораст се и површините под афион. На виничките полиња доминира пченицата. Од планираните 628 хектари, заклучно со 10 ноември, засејани се 586 или 93,31%. Најмалку има јачмен, само 41 хектар, чија сеидба е комплетно завршена. Според проценките на подрачната единица во Виница, поволните временски услови овозможиле есенската сеидба да се реализира со околу 80%. Имавме екстрено долго, топло и сушно лето. После тоа топло и сушно лето следуваше период пред се првата половина на месец октомври со обилни врнежи од дожд, кои допринесоа да почне да биде доволно заситена со влага и тоа беше неопходен предуслов за отпочнување на подготовките за есенска сеидба. Со оглед на тоа дека потоа следуваше период на ведро, на суво и топло време, која овозможи нормална и непречена есенска сеидба. Така да нашите планови беа во однос на претходната година беа намалени во делот на есенската сеидба, меѓутоа имајќи во предвид поволните временски услови, пред се втората половина на месец октомври и првата половина на месец ноември, значи есенската сеидба се одвива непречено и во оптимален рок, така да ќе бидат засејани предвидените планирани површини со есенска сеидба, дури и надфрлени од предвидениот план. Меѓу индустријските култури, единствена култура за која земјоделците имаат и се повеќе интерес да ја одгледуваат е афионот, кој ќе покрива 15 хектари од земјоделските површини, вели Соколов, или за 10% се зголемени површините во однос на претходните години. Градинарските и фуражните култури се застапени минимално со по 2 хектари и тука сеидбата е целосно завршена. Инаку, во подрачната единица во Виница завршено е пријавувањето за легализација на насади, зашто се поднесени 36 барања, а во тек е комплетирањето на документацијата за органско производство. Во Виница се регистрирани 10 органски производители. По огласот за закуп на државно земјоделско земјиште во Виница се доставени 40 барања, за кои Министерството треба да се изјасни до крајот на годината. Во Сдруженијето на социјални работници од Скопје е регистриран зголемен број јавувања на SOS линијата за помош на лицата кои користат дрога. Меѓу нив пораст има и кај јавувањата од кочани, кои иако се анонимни и понатаму се табу тема меѓу граѓаните. 20 на граѓани од Кочани во период од 12 месеци побарале помош или совет на SOS линијата за помош од дрога, што ја одржува Сдруженијето на социјални работници од Скопје. Најчесто тоа биле родители или блиски роднини на тинеџери или млади до 30 годишна возраст, кои се обиделе да најдат начин да им помогнат на своите најблиски во одвикнувањето од порокот. Скоро сите јавувања биле анонимни и се однесувале на барање совет за знаци што укажуваат дека била користена некаква дрога. Бесплатната телефонска линија постои веќе една деценија и од година во година е регистриран пораст на бројот на јавувања, што во најголем дел се од Скопје, а помалку и од другите градови. Во изминатава година отприлика се реализирани преку 288 јавувања од цела држава и се поставени отприлика некои се 722 прашања баш на оваа проблематика. Повеќето од јавувањата се од Скопје, меѓутоа постојат и од другите градови, меѓутоа тој број е делумно помал, баш од причина што оваа тематика во помалите градови очигледно дека се уште е некоја табу тема и која што некако потешко се решаваат да се јават и да се обратат баш за тој проблем, се плашат од дискриминација, стигма која што е застапена во помалите градови. Јавувањето на телефонскиот број 0811 444 се бесплатни, а советите ги даваат стручни лица, социјални работници, кои целата работа ја вршат волонтерски. Оваа SOS линија е единствена во државата која ги покрива потребите на сите граѓани кои се соочени со проблеми од доменот на зависностите. Заради следење на современите стандарди и практики за помош преку SOS линии, ангажираните лица посетуваат континуирани едукации и стручни оспособувања за полесно да им помогнат на граѓаните кои се јавуваат.
14 издавачки куќи учествуваат на 10-тиот поред саем на книгата, што во организација на јавната општинска установа библиотека Искра беше отворен на 13, а ќе трае до 19 ноември. Љубителите на пишаниот збор ќе можат да си изберат книга од богатата понуда на издавачите, а годинава предничат дела од светски познати автори, како и стручна и детска литература. Отворен 10-тиот саем на книга во Кочани. Околу 1000 наслови на стручна и слободна литература нудат издавачките куќи, кои годинава се 14 на број. На оваа традиционална манифестација представени се најновите и најпродаваните книжевни изданија за деца и возрастни, енциклопедии, стручна литература од повеќе области. Не радува тоа што се повеќе и повеќе издавачки куќи се интересираат за учество на саемот на книгата во Кочани, така што годинава сме почестени со учество на 14 издавачки куќи, кои ја нудат овде својата богата продукција на хит литература детска и за возрастни. Потоа тука се бестселерите на од звездите на светската книжевност, на издавачката куќа Магор. Присутни се култура, наша култура, Сакам книги, Или, издавачката куќа 3, Арс Ламина, исто така повторно е присутна Ѓурѓа, Матица македонска, Просветно дело, Македоника литера, Бегемот, исто така не почести и младинска книга со сите своји енциклопедии. Во отсуство на градоначалникот Димитровски, саемот на книгата за отворен го прогласи секретарот на општината Петар Апостолов. Сметам дека ова е едно од најважните културни случувања во општината, со која ја потсетуваме јавноста на важноста, на значењето на книгата, а со тоа и на потребата од доживотно читање, учење и надградување на секоја личност. Саемот на книгата е можност да ги имаме на дофат најновите примероци од издаваштвото, од сите жанрови, за сите вкусови, по пристапни цени. Издавачките куќи и годинава со богата понуда и најнови наслови и изданија за сите возрасти. По повеќе имам белетристика, тоа слободна литература и за деца, сликовници, боенки. Има психологија, има од областа на детската литература, има лектири од 2, 3 и 4 оделение. Очекуваме се најдобро да се продадат сите книги, да бидат задоволни читателите. Тално држим и повеќе издавачки куќи, како што се Просветно дело, Сакам книги, Аја, Тримакс и други. Се надеваме на голема посетеност. Ова е сепак поголем град, кај што има верни читатели и се надеваме на успешна продажба. И ние имаме книги, значи, од 7 години до 77 години. Почнувајќи од најмалите сликовници, боенки, до највозрастни за лекување, природно лекување од разни болести. Имаме достапни цени од 50 денари, 100 денари книги, 150 па до енциклопедии до 2000-5000 денари. Саемот ќе биде отворен до 19 ноември, а љубителите на книгата ќе може да го посетат во периодот од 10 до 18:30 часот. Кампања за поголема безбедност во сообраќајот се спроведе и на ниво на општина Кочани. Младите на Ротари клубот во соработка со полициската станица Кочани делеа флаери на возачите на повеќе локации во градот, посебно на раскрсниците пред основните и средните училишта. Младите на Ротари клубот Кочани Виница, Ротаракт, спроведоа активности како дел од националната кампања за поголема безбедност во сообраќајот. Водени од црната статистика на сообраќајни несреќи што се случуваат на ниво на цела република, но и во последниот период во Кочани, младите од Ротаракт делеа флаери со кои укажуваат на внимателно возење од страна на возачите. Денеска имаме активност поврзана со безбедноста во сообраќајот. Најтаргет група ни се малите деца, затоа сме на неколку локации околу средните и основните училишта во градот. Акцијата спроведуваме во соработка со полициската станица Кочани.
и се надеваме дека ќе побуди интерес и ќе придонесеме за зголемување на безбедноста и пред се за безбедноста помеѓу најмладите категории. Ние изработивме панели на кои што има пораки кои што се во склад со оваа активност. Исто така имаме и флаери кои што ги делиме на возачите. Се надеваме дека они ќе остават малку подобок трак затоа што ќе можат повеќе време да ги имаат во своите раци и дека ќе останат запаметени. Младите од клубот флаери делеа и на други места во градот, посебно на раскрсниците пред основните и средните училишта, каде фреквенцијата на деца и ученици е најголема. И за крај од вестите на Канал 8, спортската информација. Викендов се игра 8-то коло во првата фудбалска лига за жени. Фудбалерките на Кучани играат дома, а Младост и Днина С гостува во Дојран. Домакини во третата кошаркарска лига се и кошаркарите на Баскет Дино. По завршувањето на есенскиот дел од првенството во третата фудбалска лига Исток, со надпревари продолжуваат екипите од првата лига во женска конкуренција. Фудбалерките на женскиот фудбалски клуб Кочани во рамки на 8-то коло се домакинки на средбата со Конзули од Битола. Се работи за дерби надпревар за врвот на табелата, што значи дека домашните ќе имаат сериозен противник, со оглед што битолчанки се веднаш заднив на табелата со 3 бода за останување. Резултатот од надпреварот ќе биде и показател дали по минатонеделниот пораз во Скопје против лидерот Драгон 2014, кочанските фудбалерки и понатаму ќе останат во борба за освојување на титулата. Во ова коло тимот на Младост и Днина С од Оризари гостува во Дојран на средбата со Истатов. И двете екипи се во долниот дел на табелата, при што Оризарки со само бод предност се едно место пред домашните фудбалерки. Продолжуваат и надпреварите во третата кошаркарска лига за мажи. Младинците на Баскет Дино во петото коло ги пречекуваат своите врсници од тимот на Црн Дрим од Струга. Според досегашните резултати и моменталниот пласман, и двете екипи се приближно исти, иако со 2 бода предност гостите се едно место погоре од кочанските млади кошаркари. Надпреварот се игра в сабота во спортската сала на гимназијата Лјупчо Сантов. В недела пак во првата пинпонгарска лига се игра петото коло. По еднонеделната пауза во првенството, пинпонгарите на Кочани патуваат во Скопје на надпревар против екипата на Студент. Во моментов, нашите пинпонгари се нешто подобро пласирани од домакините, а и според односот на силите би требало од гостувањето да се вратат со освоени 2 бода. Тоа беше се што ви подготвивме за вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Имајте убав викенд. Довидување.